Вака сега. Еве и да е точно ова се што го кажавте, а ништо не е точно. Ништо не е точно. Ако се повикувате на еден правен акт, дур да го замени друг по Жан Моне, или најдете во деловникот каде пишува дека координатор колку право на процедурални има да побара во текот на една седница или до разјаснување на Најдете зборовите. Најдете го правник. Дека имате Најдете го ограничен професор. број. Снимки има, колешке, ама не, на крај памет не ми е да ги извртувам збор. Снимка има. Ако сакате сега да водиме диалог или ми дадовте збор. Да. Значи, колешке. Плазирате невистини, не ви дозволувам. Колешке, Ве молам. снимки Може има. да продолжите. Да. Так. Дали рековте дека во процесот Жан Моне ние разговараме и еден правен акт не го заменува друг додека не се смени. Кога ќе се смени, тој стапува на сила. Те ваши зборови. Во постоечкиот правен акт, во постоечкиот деловник за работа, ве молам, најдете го членот и одредбата кај што пишува колку пати координатор на пратеничка група има право да побара процедурално по однос на едно разјаснување на одредена нејаснотија или по одредено законско решение или по одредена точка на дневен ред. Кога ќе го најдете, би ве замолил да ми одговорите. Второ, на постоечката снимка од претходната седница, кога објаснувате вака течно што се случувало, вратете ја снимката, а ќе помаме и стенограми и снимки утре, каде што над завршетокот на мојата дискусија му најавувам на председателот на комисијата дека зборуваме за процедуралното и можноста да дискутираат координатори и заменици, а не се дава можност на другите членови на комисијата. И каде што најавувам дека имам испратено писмо до председателот на комисијата и дека за тоа, бидејќи нема време, бидејќи се мери времето долу, бидејќи имам широка мисла и не успеав да ја кажам целата замислена реченица или она што ми беше план да биде како вовед во она. Најавувам дека ќе побарам уште едно процедурално побарањата на колегите пратеници и заменици. Да, и дека ќе го образложам писмото кое што го имам поднесено, а за кое што председателот на комисијата не се произнесе. Снимки има за тоа, колешки. Доволно бев внимателен и доволно внимавав што ќе кажам и зошто ќе кажам. И не случајно на секој завршеток на процедурално завршував со таа реченица за да најавам дека ќе имам друго процедурално. Затоа што научен сум на вакви упади и вакво непочитување и на вашите правила кои што ги применувате на комисија, кои што не беа случај до сега. Затоа што знам што ќе направите. Затоа што како на Индиго ви се одредени комисии кои што се случуваат. Кога има процедурално, не можете да дотрпите да заврша. Кога сте решиле нешто да вравите во 12 часот навечер на шверцерски начин, извинете, ќе слушате. Ќе слушате посебно кога процедурата ја прекршувате. Ќе слушате дури и не завршиме, затоа што вие сте решиле тоа да го поминете на таков начин. Затоа што на најавена седница во 11 часот денес, започнавме во 12:30 часот, затоа што во 12:50 ставивте дополнително уште 6 други седници, затоа што по завршувањето на тие седници во 15:40 закажавте седница за 16 часот, затоа што не дадовте време за поднесување амандмани, за подготовка на пратениците за седницата, затоа што вие денеска бевте решени ова и вакво законско решение да го протуркате. Ви се кратат деновите, имате верно дека ова ќе помине, вашите суди утре што треба да ве штитат и обвинители им се намалуваат деновите за работа, односно деновите пред пензија, ве фаќа нервоза. И тоа е оправдано. Меѓутоа, доколку се повикувате, посебно на оваа комисија за европски прашања, посебно на почитување на правото на граѓаните, правото на пратениците, ќе мора, жал ми е, ама ќе мора процедурата да ја истрпите. Добро ја знаеме процедурата и не случајно реков, по завршување на моето процедурално.
процедурално ќе побараат другите колеги пратеници, координатори и заменици. Можеше председателот на комисијата да му каже дека нема право на процедурално колегата Халил Снопче, па да се јави колешката. А не така, веднаш да се става дневен на усвојување. Пазите, не дадовте можност да го дополниме. Трета работа. Ке ве почекам затоа што за вас зборувам, очигледно не ме слушате. Да, се извинувам. Значи, трета работа. Трета работа. Извинете. Да завршам. Мислам дека ме слушате сега. Рековте дека писмото сум го испратил на друг субјект, Арбер Адеми. Писмото е испратено до председател на Комисија за европски прашања, господинот Арбер Адеми, со барање за итно разгледување на заклучоците на Европската Унија за Западниот Балкан на првата наредна седница на Комисијата за европски прашања. Ќе ви опрочитам за да ве запознам со текстот, од причина што сметам дека председателот на комисијата, да, би требало да ве информира, па и тој да ги информира пратенициве, затоа што очигледно на оваа комисија на европски прашања се научивте да дискутирате за било какви теми, оние шверцерски закони кои што треба да се поминат на мала врата, а не за теми кои што се од сферата на европските прашања и напредокот на државата. Повеќе за граѓаните, гледам дека го имате, значи сте го добиле. Значи не е само за господинот Арбер Адеми, бидејќи вие извршувате функцијата сега председавач со Комисијата за европски прашања, треба да бидете запознаени, ако не, подобро да дадете пауза, па да го прочитате барањево, за да не губиме време и за јавноста, и за медиумите. Еве, ќе прочитам што е барањето на пратеничката група на ВМРО ДПМН. Е поднесена, морам да кажам, на 24.6.2020 година, односно во петокот, 3 дена пред вашето официјално почнување на комисијата или уште пред и да помислите да имате комисија. Значи не беше закажана комисијата, кога ова прашање беше пуштено до Комисијата за европски прашања. Во писмото се вели: почитуван колега пратеник господине Адеми, како председател на Комисијата за европски прашања, ние долу подпишаните пратеници бараме од вас, значи како председател на Комисијата за европски прашања, не по некој друг основ, на првата наредна седница, како прва и приоритетна точка да се расправа за официјалните заклучоци кои вчера на 23.6.2022 година Советот на ЕУ ги усвои за земите од Западниот Балкан, а кои се однесуваат на македонските евроинтеграции. Да повторам, значи, на првата наредна седница, поднесено во петокот, прва наредна седница е денес. Очекував дека барем ќе дадете можност да ние наше ова барем, или пак вие да информирате дека некоја пратеничка група поднела барање за да на првата наредна седница, тоа е оваа, како прва и приоритетна точка се расправа за официјалните заклучоци кои вчера на 23.6.2022 година Советот на Европската Унија ги усвои за земите од Западниот Балкан, а кои се однесуваат и на македонските евроинтеграции. Сметам дека е легитимно барањето, сметам дека не сме ја погрешиле комисијата, дека Комисијата за европски прашања е таа која што треба да се разговара на оваа тема. Сметам дека не сме направили некоја грешка што сме се подпишале 20 на пратеници. Сметам дека не сме сгрешиле дека 3 дена претходно, пред и да знаеме дека ќе закажете комисија, ве информираме и сакаме да ја разгледаме оваа тема. Сметам дека не сме сгрешиле дека ова барање, како што сме пишале во писмото, го заснаваме на 120 од деловникот за работа на Собранието на Република Македонија. Зашто сметам дека не сме сгрешиле, доставуваме и материјал од предметните заклучоци за Европската Унија. Мислам дека не е грешка што
ова е преведено, доставено како материјал за кој што треба да дискутираме на оваа комисија. Жалам што тука разгледувате и проблематики од земјоделие, сточарство, разгледувате проблематики за рударство, разгледувате закони од образование и се. Некогаш ќе мора да разгледаме и заклучоци за Република Македонија или она што е во моментот најбитно, а тоа се евроинтеграциите на државата. И сметаме дека овој материјал од предметните заклучоци кои што се усвоени во Брисел се доставени до тука. Мислам дека до тука немаме грешка во процедурата. Сметаме дека оваа тема и овој материјал за расправа имаат карактер на итен случај. За нас ова е итен случај, доколку за вас не е итен случај. Мислам дека пензионирањето на одредени судии и потоа можноста на дел од тие судии кои што се подобни за вас да им ги продолжите мандатите не е толку приоритетно како темава за која што денеска дискутирам и сметаме дека имајќи во предвид заслужената и долго очекувана одлука за почетокот на пристапни преговори за членство во Европската унија, за кој што искрено се надевам дека и вие сакате да се случат што побрзо, кој за жал повторно е блокирана заради непринципиелна и наметнати билатерални прашања. Прашањето е кој не доведе во ситуација да разговараме за непринципиелни и наметнати билатерални прашања и кој што прифаќал, затоа што ние не знаеме. Имавме одредени барања на Комисија за надворешни работи, дури и на затворена седница да поразговараме за тоа што е проблем на преговори и што се договара. Вие бегавте од тие комисии, не можевме да продискутираме и сметаме дека тие наметнати и непринципиални прашања за билатерални прашања ќе треба да ги поразговараме, па макар и на Комисијата за европски прашања, и дека тие непринципиални и наметнати билатерални прашања не се дел од европските стандарди и дека ќе смееме и ќе можеме ние како пратеници да си ги кажеме барем кај нас во законодавниот дом. Ако не друго повеќе, барем по едно некој од нас, барем по едно 9000 граѓани гласале за нас и ни дале подршка да ги застапуваме во нивните цели и интереси. Ако не друго, барем сметаме дека кога све ова што се случува околу нас и доаѓаат предлози за кои што не сме информирани, а за сите овие предлози и сите овие отворени национални прашања македонски, се разговара во парламентите во околните држави и во европските парламенти, дека барем најмалку што може да направиме е, барем јас така сметам, извинете грешам, дека на Комисија за европски прашања или пак на Комисија за надворешни работи да продискутираме на овие теми. Овие заклучоци на Европскиот совет за Украина, апликациите за членство за Украина, Република Молдавија, Грузија, како и за Западниот Балкан и надворешните односи, каде се офатени точките за Западен Балкан и каде што се офатени заклучоците за Република Македонија се преведени, доставени до Комисијата за европски прашања и токму поради тоа неколку пати, а тоа може да се провери и од снимките на процедуралните, најавувам дека ќе барам за оваа тема да се поразговара и тоа поради итноста и приоритетот кој што го има да биде прва тема на Комисијата за европски прашања. Токму поради тоа и неколку пати, а гледав дека бега председателот на комисијата од одговор по ова писмо, затоа и вас ве прашав, очекував дека ќе го спомне и најмалку што може е да се стави на изјаснување пред пратениците. Тоа е и обврска, впрочем, затоа што имаме доставено писмен материјал, затоа што се подпишани над 20 пратеници, со 20 пратеници интерпелација се покренува и доверба на влада, а не отварање на точка на дневен ред на Комисија за европски прашања. Очекував дека председателот на комисијата ќе спомне за оваа работа. Председателот на комисијата за жал не го спомна ова писмо. Една од причините поради кој што побарав вие да се изјасните во текот на моето излагање, вие ми рековте дека ќе се изјасните и гледам веќе дека го имате писмото, е токму таа, затоа што на вистина не можам да поверувам дека при доставен материјал на опозициона пратеничка група на ВМРО-ДПМН и коалицијата од 44 пратеници, вие се дрзнувате материјалот да не го ставите и на изјаснување. Значи, ако веќе зборуваме за демократија, а веќе зборуваме за човекови права, можности за говор и слобода на говор,
Најмалку што треба да направите е да дозволите да одредено барање, дали тоа ви се допаѓа на вас или не, дали тоа принципијално или не, го ставите на изјаснување. И како што милувате да кажете, мнозинството ќе се произнесе од него, ние очекуваме дека по ова ќе се произнесете. Ако председателот на собранието успеа на неделовнички начин да избега од одговор, односно оставање на точката на пленарна седница денес, не очекувам дека Комисијата за европски прашања нема, и вие како нејзина председавач во моментот, нема да го ставите на произјаснување предлогот. Не велам на дискусија или точка на дневен ред. Ама најмалку што треба да направиме, јас тоа го очекував и од колегата председател на комисијата, е дека овој предлог ќе се најдеше во можноста ние да го поднесеме и да побараме во измена и дополна на дневен ред како точка на дневен ред. За жал, постоечкиот деловник, онаа жолта книга со која што мафтаме сите и за која што се колнеме и за која што велиме дека на Жан Моне дискутираме на високо европско ниво, не се случи. Ниту пак ја почитуваме. И токму од таа причина го побарав ова процедурално и очекувам дека ќе одговорите на поставените прашања и на поставените недоумици кои што ги имам по однос на почетокот и текот на самата оваа седница. Благодарам.